Еве на назад во вториот дел од вториот голем концерт на Македонскиот идол. Се разбира, сите очекуваме да дознаеме што се резултатите од сите оние гласови кои што ги добивме изминатиот период, додека вие можевте да го бодерите вашиот кандидат. И сега е моментот кога ќе дознаеме кој од 12 финалисти си заминува дома. Но претходно, колешка Ивана, да, пред да ги дознаеме резултатите од гласањето, да погледнеме како помина една седмица на нашите кандидати. Има навистина многу активности, ќе се уверите и сами. Од еден до друг понеделник, кандидатите имаат цела недела исполнета со активности. Убаво е идолот да е човек со спортски дух, затоа секој од нив си одбира спорт по мерка. Потоа, средба со стилисти. Млади момци и девојки кои имаат визија како треба да изгледаат на сцена нашите кандидати. Потоа време за релаксација. Кој не би сакал да е на нивно место? Поздрав, Дејан, те чекаме и Сончан. Крајот на секој ден нормално завршува со песна. па бога ми убаво им поминува неделава на идолите до понеделник. Полни се активности, никогаш не има здодевна. Сега ќе видиме кој ќе ја промени неделата, се разбира, оној кој што ќе испадне и кој нема да доживее вакви тинтрања, шетања и се разбира подготовки за следниот понеделник, поточно во големиот концерт кој што ни следува. Може да почнеме со гласањето. Ајде. Ми се чини дека ова е еден од најсрекните моменти, но и еден од најнесрекните моменти за кого истовремено. како? Баш така. Дечки, како сме? Расположени гледам доста. И опуштени максимално. Задоволни од вашите настапи, од тоа како се презентират. Кој како, а? Да. Има некој што не е задоволен? Верувам дека има. Само не кажува, нели? Цела вечер ги повикувавме сите оние кои што се ваши фанови, сите оние кои што сакаат да ве поддржат, да го дадат вашиот глас. И се разбира, сега ќе видиме кој колку гласови собрал овој понеделник. Ајде, да почнеме. Со Дејан. Па да продолжиме со Билјана. И Ивица. А тука друштво може да им прави и, само да го најдам, Виктор. Еден од вас ќе седи тука. Дејан, оригинален глас, но на моменти звучи како Владо Јаневски. Калиопи вели така, не знам зошто и беше воопшто забелешката. Па чим таа така рекла, така требало. Игор, од сите твои настапи вечерва се чувствува најкомфортно. А Тони вика дека беше задоволен од тебе. Билјана, Тони вели дека нема грешка во изведбата. Игор вели дека го поздрави... Игор го поздрави татко ти. Кој се потрудил ти да си овде.
Калиопи вели дека си пеач што не се наметнува на песната. Ивица. Многу му и се допадна на Калиопи. Таа вели дека многу те бендисува. Игор е љубоморен, претпоставувам. А Игор рече дека е комплетен настап. Тони посака да излезеш од рамката и да поработиш на дикција. Тони за тебе рече дека си една слика и 1000 зборови. Игор, да, ова заслужуваш аплауз. Игор посака да ја побараш уметноста во себе, а Калиопи те пофали и кажа дека е најкомплетен настап. Тоа се коментарите на жири, на нашето жири, но како гласаше публиката, и таа одлучи еден од вас вечерва да седи на едно од овие столчиња. Дејан, ќе почнам со тебе, да ти олеснам. Минатиот пат ти беше тешко. Сега седни си. Сега ти е лесно. Не да паѓаш, не да паѓаш. Виктор, падна крв минатиот пат. Беше тешко. Седни си. Внимавај на носот. Овој пат. Билјана и Ивица. Еден од вас ја седне на ова столче. Овој пат нема да биде девојка. Ивица повели. Билјана поминува? Или не? Е, па да, помина. Ајде да продолжиме понатаму. Мики? За да го наежиш Игор треба многу, а ти го направи тоа оваа вечер. Самиот тоа го кажа. Го испад Драган и ти честиташе за тоа Тони и сите ние овде. А Калиопи ја удри од земја. Елизабета. Неверојатна самоконтрола на гласот беше коментарот на Калиопи. Дека си прекрасна, прокоментира Игор. Природна дарба имаш, рече Тони. Иван? Најконкретен надпреварувач беше коментарот на Тони. А ако сакаш да свириш блуз, мораш и да живееш блуз. Тоа да го повториме. Коментарот на Игор. На секоја гала се искачуваш се погоре и погоре, така беше и овој пат со коментарот на Калиопи. Јуле, Јуленце, стани.
Бомба која вечерва експлодираше, Игор. Така ли? Така рече Игор. Си одбрала вистинска песна, беше коментарот на Калиопи. Верува во тебе, Тони, иако неговиот коментар беше дека си се распеала на крајот на песната. Воглавно тоа беше коментарот за сите кандидати, дека некаде од половина на песната се распеавте онака како што треба. Кристијан, не се сме, сериозна е работа. Јуле, фармерките беа кратки. Седни, ама пази како седиш. Мики, концентрација. Иван, исто. Елизаветка, сконцентрирана. Еден или една треба да седне кај Ивица за друштво. И веќе добро знаете што значи тоа, ако еден седне таму. А тоа нема да биде Мики. Но за жал, ќе биде Елизабет. Иван, седни си, нормално, продолжуваш и се гледаме следната гала вечер. Безбеден си и ти. Јана. Нико. Нико, ајде Нико. Ајде прво да кажеме накусо кои беа коментарите на жири Така, ќе комисијата. почнам со Јана. Ти си просто нестварна, Калиопи. Тони вели дека треба да работиш на себе и изненади на следниот пат. А Игор рече дека заедно со Емилија нај-андерграунд кандидатки сте. Коментарот на Тони за Нико беше дека ти си роден пеач, но не простува што си се распеал, извини ти, не простува што си се распеал некаде од половина на песната кон крајот таму. И даде нов живот на песната, беше коментарот на Игор, и Калиопи смета дека е рано за став на самодоверба. Кристијан, Кристијан. ајде. Дека дардореше цела ница. И Емилија. Ајде обратно, ти за Кристијан. Не, Кико ми го места цело време. Кристијан и да не станат и да не станат толку, е висо. Друг пат напред седнуве. Момче, заврши времето кога поминувавме на шарм. Така искоментира Калиопи. Игор вели да не се вадиш на стара слава. Тони оцени дека ова е еден од твоите послаби настапи. Еми, Игор рече дека во вториот дел на песната беше ти. Калиопи мисли дека
Ќе беше подобро песната да беше за полутон, барем погоре. И нема замерка за пеењето тони. Јана, минатиот пат ти измачивме. Овој пат ќе те поштедиме. И тоа ми се допаѓа што Јана го поштеди носот на Виктор овој пат. Не треба, седи мирно. Ако некој те изврли од идол, тоа ќе биде Јана. Јана ти кажа. Не, извини. Ајде сериозно. Нико, Емилија, Христијан. Еден од вас ќе им прави друштво на Ивица и Бети. Нико, тоа не си ти. Христијан или Емилија? Јана, за кого држиш среќа? За двајцата или? Публиката овој пат се сложи со коментарите на жирите. А, кој? Што мислите? Што мислите? Кажете слободно. Христијан, ќе им правиш друштво на Бети и Ивица. Емилија, официјално одиш понатаму, иако она се израдува пред време. Ивица. Бети, Христијан. Еден од вас не поминува понатаму. Тоа веќе ни е јасно од минатиот понеделник. Но некогаш може да бидат и двајци. Без паника, овој пат е еден. Еден или една сега, да не. Ивица. Немаш ништо против да им се придружиш овој. Ајде. Повелете. Вие нема потреба да гледате позади. Бети или Христијан? Да ве раздвоам малку, затоа што... Тебе не си така. Бети доби многу позитивни критики од жирито, но жирито не беше мило и меко спрема Христијан овој пат. Публиката што вика?
беше некако погласна. По женска линијава. Овде имам подарок од Шварцков и од Плюс продукција. Но овој подарок ќе го добие кандидатот или кандидатката кој што ќе се опростат од македонски идол. Ако сакате и вие вакви срца, пишува на екранот како можете да се нарачите. Мал маркет. А сега можеме да ве споиме малку. Пренесете ли енергија? Тензија. За жал, овој пат публиката се Да бев дома, ноктите немаш да ми остават. Христијан. Христијан останува. Бети се видиме. Бети, ти посакувам многу среќа, многу успех. Значи, дами и господа, Бети го напушта македонски идол во оваа втора гала вечер. Не заборавајте дека и следниот понеделник ќе пееме одлични хитови. Се разбира, ќе имате можност да гласувате за вашите фаворити, затоа што стана 11. Да, но неа имате повторно можност да гласате за Бети, која што вечерва не напушта и следната гала вечер нема да ја гледаме, но затоа ќе го гледаме Христијан, кој што се спаси. Многу поздрав до нашите гледачи, останете и понатаму на Елен телевизија. Чао!